Голем дел од нашата работа, која првично почнавме со дигитален активизам, како и приказните за права менструација, како што кажав, ја почнавме малку наивно, мислејќи дека сите ќе имаат исто така, да кажам, среќни приказни околу првата менструација и воопшто менструацијата, како и ние четирите што ги имавме. Нормално тоа не е така. Јас сум Наталија Крстевска, јас сум дел од Период Скопје. Период Скопје е младинска група, започна спонтано, оформена од 4 девојки, пријателки. Се запознавме преку нашата работа со сеопфатно сексуално образование, но ни недостигаше делот за менструална едукација. И дознавме за непрофитна организација во Америка, Period the Menstrual Movement, која има поглавја, која работи низ целиот свет. Па така некако се споивме и ја започнавме и нашата приказна овде во Македонија. Почнавме прво многу наивно. Почнавме во екот на пандемијата во 2020 и почнавме со дигитален активизам. Прво со нашиот Инстаграм профил, со некои интересни факти за менструација, митови кои ги среќаваме, но тоа прерасна во нешто многу поголемо и ете до ден денес се уште работиме на истите теми. Јас сум Ана Марија Даневска, исто така дел од Период Скопје. Како што кажа Ната, ние сме младинска група и работиме на менструална правда, збориме за менструална сиромаштија, за менструална стигма исто така. Почнавме пак, како што кажа Ната, за време на пандемијата, баш 2020 и генерално се фокусиравме на дигитален активизам. Сепак, само меѓу првите кампањи што не беше прва менструација, каде што девојки и жени ни праќаа приказни за нивните први менструации, како се чувствувале во тој момент, дали биле исплашени, дали биле среќни. Имаше едно што на сите ни остави впечаток за девојка која прво јарала цреши и подоцна во денот ја добила својата прва менструација и мислела оригинално дека црешита. Имавме исто така коментар, многу сакав улошки со мечиња, зошто уште немаме улошки со мечиња. Како што кажа пак Ната, прераснавме во нешто што ние не го очекувавме до некој степен. Меѓу нашите активности претежно се застапуваме за едукација и сервиси, како и застапување. Имаме донирано над 250 менструални пакетчиња. Тие вклучуваат потребни производи за еден циклус, како улошки, влажни марамици, тоалетна хартија. И моментално нашата работа прерасна во нешто многу поголемо, вклучително и во работата која работиме за подигање на свест за менструалната сиромаштија кај нас во Македонија. За жал тоа е огромен проблем кој завзема страшни размери кај нас, почнувајќи од цената на менструалните производи како такви, ДДВ-то на менструалните производи, но и пристапот кој младите жени и девојки го имаат до менструалните сервиси. Одењето на гинеколог, пристап до чисти хигиенски услови, вклучително и чиста вода. Направивме заедно, мислам во соработка со Титинг и Реактор, направивме истражување за менструалната сиромаштија и бројките кои ги добивме од тоа истражување и нодите беа навистина поразителни. Очекувавме некоја таква темна приказна, но навистина не мислевме дека проблемот е толку голем каков што е.
и мислам дека тоа е заради начинот на кој што се зборува или не се зборува за менструацијата кај нас. Многу од информациите кои ги добиваме се од мајки, баби, тетки, па дури и пријатели во училиште или на интернет. И не секогаш се точни информациите, не секогаш се вистините. Менструацијата кај нас е тема која е некако обвиена во табу. Тоа не е нешто кое се зборува, не е нешто кое што можеме, не е некоја тема која што можеме така едноставно да отвориме во било кој круг на пријатели. Мора да е скришно, мора да е дома, особено со други жени и девојки, никако во присуство на момчиња. А и тоа е нешто што се провлекува некако низ генерациите, не само низ домот, туку и во училиште, кога зборуваме за менструација и менструална едукација, девојчињата и момчињата се одделуваат во посебни училници. И навистина тоа доведува до таква непријателска атмосфера кога зборуваме за менструацијата, кога зборуваме за сиромаштија, кога зборуваме за некои предизвици со кои што се соочуваат луѓето кои менструираат. Една од начините на кои се обидуваме да се справиме со оваа менструална стигма или менструацијата како табу тема е преку едукација и работилници. До сега имаме направено неколку во Скопје и надвор од Скопје. Во овие работилници претежно збориме за менструацијата како биолошки процес, потоа се обидуваме да кренеме свест кај младите и кај учесниците дека за постоењето на менструалната сиромаштија и опциите што ги имаат кон пристап до менструални производи како улошки тампони, менструални чашки и исто така како улошки за повеќе кратна употреба. Покрај тоа сме имале неколку кампањи каде што за денот на менструална хигиена во врска пак да покренеме јавна свест за менструалната сиромаштија, да овозможиме отворен диалог за менструација, бидејќи сепак станува збор за биолошки процес. На повеќе начини се обидуваме да ги направиме кампањиве и настаните. Една година, например, правевме алки, на кои имаше 20 соцомонистри, од кои 5 беа црвени, другите беа бели. Една година направевме панел дискусија, каде што доаѓаа доста активисти, младенски представници, имавме луѓе застапени во локална и луѓе застапени во политиката. Во однос на стигмата што постојано збориме и за која се залагаме да ја предизвикаме, имавме една онлайн кампања каде што сакавме да збориме за митовите околу самата менструација и тоа беа различни од има митови за тоа како не треба да се бањаш додека имаш добиено. Исто така еден голем мит во Македонија е тоа што ако користиш тампони, тоа значи дека ќе изгубиш невиноста. И имавме објавено на социјалните мрежи баш за конкретно еден пост за овој мит и добивме многу неочекувана реакција во врска со тоа. Многу луѓе се спротивуваа дека тоа не е така, дека никој не би сакал девојка што не е невина. Имавме коментари каде што ги споредуваа жените со коли. Претежно мислам дека остана дека има многу муабети што треба да ги направиме во врска со менструацијата. И можеби, например, данокот за менструалните производи е намален, не е веќе 18%, не се сметани како луксузен производ, но сепак не застанува борбата таму. Освен тоа, цело време добиваме некакви коментари и импресии од луѓе со кои работиме или зборуваме дали за време на работилници или општо во секојдневниот живот, дека нели имаме и други поголеми проблеми, дека менструалната сиромаштија е поголем проблем на други места отколку кај нас и слично. Да, и тоа е нели точно,
но тоа не значи дека тоа не е проблем кој засега многу голем дел од нашата популација, а за жал и тоа е нашата сурова реалност во овој момент. Но настрана тоа, ние сепак нашата битка ќе продолжиме да ја водиме. Срекни сме што имаме и огромна поддршка и од други активисти, и од други невладини организации, па и владини организации во државата, кои што го гледаат ова како проблем. Нели, нашата борба не застанува само овде, не застанува ни кога ќе дојдат некои мали промени, па дури и поголеми. Секогаш ќе има борба која ќе мора да се води, се додека неа оствариме таа еднаквост, таа правда. А за тоа и не работиме сами, работиме и со станати членови од нашите заедници, со активисти, со организации. Добиваме многу поддршка, но мислиме дека нели има уште многу за работа. А тоа можеме да го оствариме само со заедничка работа.